Кога ќе помислам на ДНК, од оваа перспектива, за жал, единствено нешто на кое што ми текнува се пожарите и трагедијата која што се случи. Покочани, загубата е се уште болна и страшна и навистина многу тешко дека некогаш ќе ја заборавиме и дека некогаш ќе можеме сето тоа да го надминеме. Тага, болка, неверување, гнев, бес, празнина, тишина, прашања без одговори. Андре, првата слика што ми паѓа е го гледам насмеан, со една блага насмевка, со еден благ поглед во очите, од која избира добрина. Јас ќе ги паметам по нашите дружби, по нашите спонтани дружби, на сцената и позади сцената. Една од тие спонтани дружби ќе посеќаме тоа што на снимањето на едно тело кога ја снимав, случајно се погодија да се и они тука, им се допадна песната, влеговме, снимивме буквално за половина час и ете, испадна тој голем хит, едно тело кој што се надевам ќе остане во историјата на македонската музика. Забавни, непосредни, добродушни, хумани, какви што беа на сцената, такви беа и зад сцената. Многу мислам на Панчо и на Андреј, мислам и на Сара, и ја препознавам во некои жени на улица кои што личат на неа. Панчо и Андреј, прекрасни луѓе. Најголема сензација на R&B сцената. Со огромни концерти, со прекрасни хитови кои што се слушаа со децини. Андреј беше мој школски другар од средното музичко училиште. Седевме заедно во клубот. Голема тага и огромна празнина и колку многу ми недостасуваат. Позади сцената беа прекрасни пријатели, преголема подршка и за мене лично и за целата македонска естрада. Беа полни со живот, искрени, правеа премногу добри дела и мислам дека токму по тоа ќе бидат запаметени како многу хумани. Големината на човештвото не е само да се биде човек. Најважно е да се биде хуман. Тоа бе Андреј и Панчо. Хумани и над и зад сцената. Луѓе со огромна ла. Се сеќавам кога се затвори весникот Вест, во кој што работев 16 години и останавме без работа многу мои колеги и јас. Панчо ми се јави и ми рече ќе ти испратам колку билети сакаш на домашна адреса. Јас му кажав дека немам каде да објавам за концертот, но тој без оглед ми испрати карти. Секогаш знаеше што ми треба за насловна страница во тоа време. Ке ми се јавеше, ке ми понудеше некоја приказна, јас се препознавав и многу лесно се разбиравме. Беа секогаш спремни да направат луѓе среќни, да творат, да бидат тука за сите, да помогнат, да бидат другари, да бидат пријатели. Буквално тоа што го правеа носеше среќа на многу луѓе и задоволство, и луѓето уживаат да ги слушаат и уживаат да бидат покрај нив и да ја примат таа позитивна енергија од нив. Луѓе беа хуманисти големи и оно што јас можам да го кажам повеќе за Панчо, бидејќи со него се дружев многу повеќе. Панчо беше човек кој што сакаше секому да помогне. И не само тоа, во него лежеше многу хумор, многу смеење, многу ми недостига тој негов хумор и ден денеска и во низ секојдневието. И многу е тешко кога од оваа перспектива после година дена се зборува за нив. Кога син ми почна да навлегува во музиката и да ги открива тајните на музиката, првиот кој не покани дома за да му држи совети беше Андреј. Мислам дека тие совети ден денеска му се запишани како еден вид четиво на моето дете. Примерите што останале за нивната човечност, за нивната љубов кон музиката, кон фановите, се и тие кои вистински искрено ќе зборуваат за нивниот живот и за сето она што тие го остави. Нема никогаш да се помирам со фактот дека ги нема нив, меѓутоа и дека ги нема сите што заедно со нив згаснаа.
Почивајте во мир, уметници, почивајте во мир, другари, почивајте во мир, деца.